Граѓаните кои живеат во близина на општината во Тетово се жалат на зголемен број куќиња бездомници. Велат дека глутница куќиња постојано е на тротоарите пред нивните домови, кои лаат по возилата кои поминуваат, а неретко се и агресивни. Откако најпрвен се обратиле до институциите, сега преку медиумите апелираат овој проблем да биде решен. Осеќаме опасност, осеќаме бука, непријатно, не можеш да одмориш, не е тоа еден ден. Тоа е секојдневно, без разлика што локацијата не е близко општина, надлежните не реагираат на нашите повици. Бевме принудени да ги викнеме медиумите да снимат да видиме што понатака. Жителите на Тетово велат дека овој проблем е актуелен речиси во сите населби во градот. Јас седам кај бирото за вработување. Тоа преку ноќ е катастрофа. Цели чопори. Катастрофа е, страв да те фати само од лаежот. А да ги видиш па кој од кој е поголеми, кој од кој е позагадени. Овде повеќе има куќења него у село. У село барем и вржаница, овде кај не можеш да пројдеш. Ни дете можеш да пуштиш само, ни ништо. Се плаша деца, да, ја не се плашим, ама детето се плаши. Некој се плаши, некој возрастен се плаши, некој не, зависи. Обично куќињата реагира ако соседот е загрозени нешто. Нормално дека пресади на деца и на не смеат да излезат деца навечер сами. Еве на 2 пати, 3 пати на внуциве се пуштиле да трчаат. Страшно е овдека, овој дел народите. Од општина Тетово велат дека работи стационарот во кој се кастрираат и вакцинираат куќињата скитници. Според нив проблемот е што куќињата се носат од другите населени места, поради што ќе побараат асистенција од полицијата. Куќињата се прибираат и се вакцинираат навремено, се задржуваат онолку колку што е предвидено и потоа пак ги пуштаме на улица, но сега овој пат значи се безопасни со оглед на тоа дека се вакцинирани. Но во последно време имаме многу дојави од граѓани кои што се сведоци на носење на куќиња од другите градови, односно од други населени места во Тетово, така да во овој последен период ќе бидеме и приморани да апелираме, односно да бараме и асистенција од секторот за внатрешни работи Тетово, за да ја засилиме контролата и да ги изречиме овие појави на донесување на куќиња од останати населени места, со што уште повеќе ја влошува состојбата со куќињата скитници во нашиот град. Од мај 2019 година до сега се објавени 3 тендери за згрижување и третирање на куќиња скитници во општина Тетово.